тоа е спојна на уметноста, на музиката, фотографијата, книга и плоча, така да испреплетеноста на се надеваме дека ќе даде еден синергетски ефект кој што ќе има уште поголема вредност. Основната идеја и суштина на концептите кои што ги правиме во аудиокултура се презентација на изведба во живо, на музика во живо, со тоа што основната идеја на самите почетоци беше таа изведба во живо да се презентира преку аудиопремата која што ние ја произведуваме во аудиокултура под брендот Теохаров. И тоа беше всушност и идејата, да се презентира во живо на високо квалитетни аудио системи. Тој концепт и тој приоритет малку се смени заради тоа што изведбата во живо и музиката стана врвен приоритет, односно фокус на посетителите, на музичарите, па и на пошироката публика. Првиот настан можеби и во права смисла на зборот арт-хемија го носеше тоа заради тоа што стана збор за спој на два различни инструменти и двајца музичари од различни држави. Дармар Дуо е концепт на двајца пријатели кои што студирале заедно музика, Дарко и Марко, кои што едниот е на класична гитара, другиот е на хармоника, и иако делува малку чуден спојот, она што го представи и она што го отсвира ја представи вистинската слика на таа арт-хемија. Звучеше прекрасно, публиката можеше да ја забележи таа хемија на двајца музичари кои што и не толку многу често свират заедно, меѓутоа искуството, квалитетот на самите музичари го покажа тоа. Свираа многу различни правци, од класична музика, од Бетовен и Бах, до традиционална изведба на некоја локална музика и на регионална музика, така да склопот беше навистина интересен, изведбата беше прекрасна и мислам дека публиката беше многу Во склоп на концептот сакаме да дадеме мал простор, односно можност за афирмација, и имаме склучено договор за соработка, односно меморандум за соработка со Штипскиот универзитет, така да млади музичари од Штипскиот универзитет ќе имаат можност да се представат и да го искусат концептот и можноста за настап во живо пред доста добра публика и во склоп на добар концепт. Бидејќи изведба на музичари во живо на ваков тип на опрема е нешто што со сигурност можам да го кажам дека го нема. Меѓутоа, културо-социолошкиот феномен што произлезе од овој концепт е навистина голем за сите. Сметаме дека секој треба да има свое место, секој внимателно да слуша музиката и никој на никому да не пречи. Таа е култура која што ја реализираме веќе 3 години, функционира навистина добро, како од аспект на страна на публиката, така и од аспект на музичарите. Се осеќа цело време огромното внимание и посветеност кон музиката. Владее огромна тишина и култура од страна на публиката, така да се поминува во таков тип на атмосфера.